Само кратко ќе прочитам нешто, за да одека стане појасно на сите дека кога станува збор за зелена агенда за Западен Балкан и на вистина највисок приоритет и на земјите од Западен Балкан и на Европската комисија. Имено ќе прочитам дека ќе ви го прочитам следново за да станува збор затоа што вие говорите во однос на приоритетите, верувајте дека ова е највисок приоритет токму и на комисијата, Европската комисија. Ќе прочитам овде она што е напишано, за да стане јасно, а при тоа да нема недвоумици. Вели, Зелената агенда за Западен Балкан се заснова врз Зелениот пакт на Европската комисија, како најголем политички проект на комисијата, чијашто цел е да се намалат емисиите на штетни гасови и да се постигне климатска неутралност до 2050 година. Значи, станува збор за највисок приоритет. Јас ги поздравувам сите стратешки приоритети. Меѓутоа, овдека не станува збор и затоа велам ние треба и е потребно да излеземе надвор од нашата политичка матрица и никогаш кога пораките, барем во оваа тема до сега секогаш биле посилни и погласни од невладиниот сектор, неопходно е да ги слушнеме и да ги разбереме. Верувајте, тие пораки не се однесуваат само на Скопје. Истите се однесуваат и на Охрид, истите се однесуваат на било кој град и села во Македонија. Станува збор за еден сериозен проблем со кој што се соочуваат сите во Македонија и надвор и ние навистина треба да ги вложиме сите напори во соработка и со невладиниот сектор и со оние кои што се исто така покомпетентни и да размислиме навистина за да ги прифатиме нивните препораки на крајот и кога тие истите се преточени во едно вакво амандманско решение. Ви благодарам.